Само 3 дена откако достојно беше прославен еден од најголемите празници на градот, 8 октомври, денот на ослободувањето на Крива Паланка. Жителите на нашата општина пригодно го одбележаа и датумот на кој пред точно 71 година почна народното востание на македонците. На 11 октомври 1941 година борците од првиот прилепски партизански одред го нападнале бугарскиот полициски участок и телефонско-телеграфската мрежа во Прилеп, со што е означен почетокот на организираното востание на македонскиот народ за ослободување на земјата од бугарскиот, италијанскиот и од германскиот окупатор. Речиси истовремено се огласиле и партизаните од Кумановскиот одред, а по нив следувале борби ширум окупираната Македонија. Токму затоа овој датум е земен како почеток на антифашистичкото востание и народно-ослободителната борба. Генерациите на кои денеска им е оставена судбината на Македонија, неминовно се упатени кон тоа со должна почит да ги одбележуваат историски значајните денови, не дозволувајќи да згасне сеќавањето на сите оние кои што во денешната слобода го вградиле највредното што го имале – животот. Бројни се и имињата кои што стојат врежани на многуте паметници во нашата општина, а овој 11 октомври понуди уште еден повод да бидат посетени и закитени со свежо цвеќе. Разбирливо, централниот настан беше закажан за пред зградата на собранието, каде повеќе делегации одадоа почит пред споменикот на паднатите борци во народно-ослободителната борба. Во име на градоначалникот Алексовски, кој беше оправдано одсуден, тоа го стори председателката на Советот на општината, господјата Милка Митовска. 11 октомври е секако прекрасен повод да се подсетиме на дел од славното минато на нашата земја, на нашата држава и на еден символичен начин да им одадеме почит на борците загинати во народно-ослободителната борба, секако и на сите загинати за денешнава слобода. Јас од името на градоначалникот на општина Крива Паланка, од името на Советот на општината и од своје име, ви го честитам пред се големиот македонски празник 11 октомври и пожелувам прво лична среќа и здравје на сите, а потоа и просперитет на нашата држава. Се разбира, тука беа членовите на општинската организација на Сојузот на борците како носечко тело за одбележување на овој ден, како и делегацијата од Сдруженијето на пензионерите на Крива Паланка, првите луѓе на општинскиот огранок на ВМРО ДПМН, како и представници на младите од владеачката партија. На собраните ги поздрави и првиот човек на општинската организација на Сојузот на борците, Славе Јовановски. Денеска се собравме пред споменикот на паднатите борци да им дадеме почит на луѓето кои што ги дадоа своите животи, чии имиња се испишани со адреса и со место раѓање и живење на овој споменик. Ние честни беше на овој ден, на најголемиот празник, денот на востанието на Република Македонија и денот на борецот, да ми се обратиме, да им дадеме почит. 11 октомври е продолжување на слободарските традиции на македонскиот народ, проникнати во Карпошовото, Разловечкото, во Кресненското и во Илинденското востание, но и во напорите за социјално и национално ослободување вложени во Балканските војни и во Првата светска војна. Народот од нашиве краишта, како и во целата македонска историја и во рамките на антифашистичката борба, придонел со своји жртви. Неслучајно октомври нуди повеќе празници за одбележување. Секако овој октомври е полн со празници како за нашиот град, така и за државата, за републиката. 8 октомври како ден на ослободувањето на Крива Паланка и 11 октомври како ден на почетокот на револуцијата борбата против фашизмот на нашата држава. Секако дека ние имаме дупла причина за слава во овој октомври, за прославување. Пред некој ден го одбележавме денот на ослободувањето на Крива Паланка. Имаше пригодна програма која што беше доволно богата, медиумите беа присутни и граѓаните беа дел од таа прослава. 11 октомври исто така го одбележуваме на пригоден начин, еден дел од програмата или од агендата во одбележувањето на празникот е и полагањето на свеже цвеќе пред споменикот на паднатите борци овде пред општинската зграда. Денот на народното востание е медник во борбата за самобитност и самостојност на македонците. Со својата вооружена борба, Македонија не станала квинслишка територија, туку напротив жешко подрачје за окупаторот и дала свој придонес во победата над фашизмот во Втората светска војна. Ова гордо го споменуваат членовите на Општинскиот сојуз на борци, кои на овој ден имаат навистина набиена агенда. Ние имаме годишна програма за одбележување, спомен обележје на празниците. Имаме на територијата на општина Крива Паланка и Ранковци имаме 8 споменици и негде 10 се сигурно спомен плочи.
на сите овие места во текот на годината у различити датуми вршиме спомен обележија. Денешното спомен обележје, како што сме тука, го организиравме така што прво полагаме цвеќе со локалната управа и со пензионерите, и тој трудовите пензионери на споменикот тука, а потоа продолжуваме за село Луке. Во Луке имаме спомен плоча, преку местна заедница ни организирано да положиме цвеќе, да поразговараме со луѓето, да се сетиме на минатото и читаме и реферат ако има повеќе луѓе. Како ме прашавте за младите, не знам како да ви кажам, младите не дават одбој. Малку материјално сме многу слаби и не можеме да ги организираме затоа што немаме пара. Организиравме, не ја напуштивме програмата и еве со овој последен ден ја завршуваме програмата од Сојуз на борци за оваа година. Со одлуката да пристапи кон антифашистичката коалиција, Македонија застана на страната на прогресивното човештво, а против фашизмот како најтемна идеологија од современата историја и најсилна негација на општо цивилизацијските и демократски вредности. Македонскиот народ самостојно се избори за својата слобода. Од првите партизански одреди кои што ја почнаа борбата, Народно-ослободителната војска на Македонија на крајот од 4-годишната војна прерасна во добро организирана 110.000 армија со воени формации од највисок ранг, како корпуси и дивизии. Круна на борбата се одлуките на првото заседание на АСНОМ од 1944 година, со кои што се оживотворени повеќе вековните идеали за основање македонска држава. Минувајќи го патот на својот повеќе децениски развој и растеж како дел од СФРЈ, а 20 години како самостојна држава, Македонија, која е полноправна членка на Обединетите нации, денес чекори на патот кон евроатлантските интеграции.